Сметам дека и ларвицидната и адултицидната треба порано да се опочнува и да се опфати многу поголема површина. Средството е квалитетно, во начинот на растварање и дозата да е препорачена според проспектот, така да од таа страна немаме никакви сомнежи. Значи само треба да обрнеме повеќе внимание на водените површини за да не дозволиме да одлетат комарци. Тоа е најважно. Милинден во април има започнат. Тоа е во однос на тоа, бидејќи таа беше информација споделена писмено и имавте на имейл. Пак и ги спомнам, општина Студеничани нема направено ниедно прскање. Тие се јавија меѓу време, направиле самостојно прскање, но што го купиле средството и самите прскања. Тоа не е по стандардите на работа. И повторно, комарецот не знае дали е бутел или чуче сандово. Дали кучевишка бара ке лета комарецот према бутел или ке лета према чуче сандово. Значи мислам дека оно што од сега можам да го кажам, оно што јас би го сменил за идната година е регионализација на пристапот. Ми се чини дека во југоисточниот регион веќе така се постапува, значи имаме еден пример каде што општините од југоисточниот регион заеднички го организираат набавката и лично мислам дека треба да се помине од едногодишни на 3-годишни набавки за да се направи некаква предвидливост, а не да се чека дали ќе биде успешен или неуспешен тендер. На епидемија во гостива, значи спрема нивните епидемиолошки податоци нема веќе случаи на гастроентеритис или ентероколитис или стомачни проблеми поврзани со водата за пиење. Дневна комуникација со сите здравствени власти во следење на состојбата, бидејќи состојбата не е еднашка за секогаш статична и треба да се мониторира редовно. Белгија ги одобрува извозните документи за тоа што треба да се замени на циклотронот, тука да се заблагодарам и на македонското и на белгиското Министерство за надворешни работи, бидејќи станува збор за материјал со ограничена контролиран извоз. И тоа верувам дека циклотронот брзо ќе се реши. Од денеска почна да работи 5 скено, денеска се закажани 9 пациенти, денеска е донесена неопходната количина на радиоизотоп од Истанбул. Комуницираме и со Софија, така да бидејќи Истанбул работи од понеделник до четврток, сакаме да обезбедиме и алтернатива на Истанбул за да можеме да петскенот да работи во сабота. Петскенот во минатите години работа од прилика 2100 до 2200 снимања годишно. Минатата година со новото раководство постигната рекордот од 2700 снимања промени, прес ви држале кога им